Благодарам. Колега Ацевски, главното прашање, велите, кога колегите од ВМРО ДПМН немаат аргументи, а читаат програмата на СДСМ. Главното прашање е до вас, што реализиравте од вашата програма? Што реализиравте? Ајде да кажете за овие 3 години. Ништо. Цел да ве слушам и од заменик министерот Макрадули и од вас, да работиме заедно. Па 2015 кога го рушевте режимот под наводници за да воспоставите сега хибриден режим со висок степен на корумпираност во државата, тогаш не баравте нас, ги шаравте институциите и останаа ден денес траги по институциите за тоа што шаравте. И дефинитивно, еве ја ќе ви кажам, не можеме да одиме заедно со некој што ја однесе државата во амбис, во провалија ја пуштивте и во слободен пат е државата, откако дојдовте вие на власт. Го слушам заменик министерот, вели 33 автобуси биле набавени, а каде тоа се распределени во јавниот превоз, еве конкретно прашање ќе ви поставам, бидејќи овие денови актуелно прашање ја доаѓам од Газибаба, 19 дечиња што учат во Крстен Мисирков од населеното место Брњарци немаат превоз за учениците. Понатаму, зборувавте за мерни станици. Мерната станица во општина Газибаба не работи. И не работи затоа што е најзагадената општина во Скопје. Не манипулираме, збориме со факти од теренот. Понатаму, во предлог буџетот за 2020 година биле побарани 28 милиони 300.000 евра, а се планирани да бидат само доделени се доделија 23.800.000 евра, тоа е за 4,5 милиони евра помалку. Понатаму, за управување со отпад се понудени 400.000 евра помалку отколку што биле побарани. А демек ви беа приоритет загадувањето загадувањето на воздухот и така натаму. Понатаму, за мониторинг и заштита од загадување на воздухот од 1.400.000 кои што биле побарани, добиле само 1.135.000 или 290.000 евра помалку. За наблюдување и заштита од аерозагадувањето исто 290.000 евра помалку. Понатаму, лани го слушавме градоначалникот на Скопје Петре Шилегов дека ќе стави казанец на гинекологија Чаир, бидејќи се грее на мазут и дека треба да се смени котелот за да се намали загадувањето, кој што од својот буџет, вели градоначалникот, дека се одвоени 50.000 евра, но за жал и оваа зима гинекологија Чаир се грее на мазут, а нели организиравте во знак на вашата најавена транспарентност, јавни расправи во собранието, што имплементиравте од тие заклучоци. Сакам да ви посочам неколку барања што имаше Сдруженијето Марш за чист воздух и Зелениот фронт. Имаше низа барања, ќе го спомнам Вардариште во Газибаба, за кое што требаше да има указ за итно носење на дуб за Вардариште, што не е реализирано. Благодарам. Морам да ви предочам, таму мештаните се гушат. И јас ви кажувам, јас зборувам со аргументи. Она што е на терен ви го кажувам овде. Ваша е одговорноста и освестете се дека сте дојдени на власт. И вие заменик, и вие колега. Колешке, не е коректно.